Македонија вакцинацијата ќе ја започне со 200.000 кинески вакцини. Според очекувањата на министерот Филипче, имунизацијата би требало да започне до крајот на месецов. Кога точно ќе бидат испорачани овие дози на Синофарм, ќе се знаело деновиве. Планот е да ги добиеме со интервентен увоз, а увозник ќе биде Министерството за здравство. Сега не би шпекулирал во однос на точниот датум, меѓутоа за многу кратко време ќе го знаеме и тоа после што ќе го истиот објавиме, а ќе пристигнат 200.000 вакцини. Со тоа ќе почне вакцинирањето на сите приоритетни групи. Едноставно многу тешко се стигнува во овој момент до вакцините, еве и овие преговори кои што ги водиме сега со Pfizer, кои што ги водихме и ги завршуваме со кинеската компанија, се навистина тешки, бара многу детали. Вакцините преку Ковакс земјава ги очекува во март, и тоа од AstraZeneca. Според најавите од овој механизам, засега можеме да се надеваме на најмногу 175.200 дози, од кои околу 35% треба да пристигнат во првиот, а останатите во вториот квартал од годината. Но каде е разликата од ветените 833.000 вакцини преку Ковакс, на кои Македонија се надеваше, а министерот неколку пати ги најави дека се обезбедени? Веќе се обезбедени 833.000 вакцини за 400.000 граѓани преку КОВАКС механизмот. Тоа е механизам на Светската здравствена организација, Глобалната алијанса за имунизација. Се уште нема ништо и за директниот договор со Pfizer, за кој што Македонија се надеваше на 800.000 вакцини. Од ресорното министерство се правдаат дека дозите од овој производител засега се ограничени и затоа нема конкретни информации. Здравствените власти не планираат набавка на руската вакцина Спутник. Тоа што земјава нема ниту една вакцина досега е на штета на здравствениот систем и на целото население, алармираат и лекарите. Генерално политиката на, повторно ќе кажам, на глобално вакцинирање и обезбедување на заштита од коронавирусот треба да биде приоритет, а не тоа да бидеме ориентирани кон едни или кон други производители без разлика какви се политичките, геостратешките или било кои други причини поради кои што тоа го правиме. За првиот квартал од годината, Македонија во најдоброто сценарио, ако ги добие 200.000 кинески вакцини на Синофарм, 35% преку Ковакс или 61.250 дози, како и оние 8.000 на Pfizer што треба да не ги даде Србија. Вкупната бројка на вакцини со кои би располагала земјава би била близу 300.000. Со овие вакцини би можеле да се имунизираат само 150.000 граѓани, а планот на здравствените власти беше до крајот на годината да бидат имунизирани 1.200.000. Тука не се пресметани сценаријата со ограничената употреба на вакцините на AstraZeneca, која речиси сите земји на Европската унија не ја употребуваат за имунизација на лица над 65 години. Во меѓувреме, македонците со српско државјанство, чекајќи ги домашните вакцини, се вакцинираат во Србија.